Судијата со секс скандал и официјално ја презема претседателската функција во граѓанскиот суд. Се заколна дека ќе работи според законите и уставот. Заклетвата на Бесник Авдија траеше цели 3,5 минути. Иако вети пред судскиот совет дека ќе биде транспарентен за медиумите, не сакаше да застане пред камерите. Кратко им рече на новинарите во следна прилика. Кога имаме ненавремено изготвување на пресуди и слични обврски од страна на судиите, тоа ќе биде ваш директен одговор, односно пренос на таа состојба од вас до судиите, а секако и од вас до советот. Како и да внимаваме на транспарентноста, да ја зборуваме со работата со медиумите. Денес може би моментот, затоа што За Авдија јавноста слушна по снимката која протече, а наводно е направена во Скопска двојка во мај 2017. Освен за љубовната афера, во видеото се слуша гласот на Авдија и соговорничката, која во 2 наврати му вели твојата партија. Шпекулации имаше и околу тоа како по вакво видео Авдија го поминал тестот за интегритет, кој е важен предуслов за да се биде судија, особено председател на суд. Не знаеш што требаше да направам јас. Требаше да не ти кажам, требаше да ја оставам таму, да ја сменам и да се шокираме сите дома. Тогаш ти бе партијата твоја изгуби, отиду планина, плачеше. Јаш колку си низок со мозок. Партијата твоја изгуби, отиду планина, плачеше касува. Но тоа не ги спречи членовите да го изберат со 11 гласа за. Тогаш во судски совет велеа дека нема постапка, кривична одговорност, дисциплинска повреда, па од тука сметаа дека нема зошто тој да не биде избран. Освен Авдија за чесна работа како председатели на судови, се заколнаа уште 6 други, кои судскиот совет ги избра на минатите седници. Основниот суд Битола ќе го води Татјана Петровска, во Неготино Билјана Толова, во Кичево Флутурие Дервиши, која и досега беше веде, како Јасмина Шишковска, Стојковиќ во Прилеп. На основниот суд Крива Паланка председател е Орце Јанковски, а во Штип Ацо Тасев. Назначувањето на Авдија не е единствениот избор на судскиот совет кој најде на негативни реакции од јавноста и стручната фила. Кумата на Боки 13 Мери Дика седна во председателското столче во Скопска апелација, а контроверзната Снежана Манев доби втор мандат да раководи со Кумановскиот суд, која според министерот за правда не ни успеала да го помине психолошкиот тест за интегритет. Голема врева имаше и за изборот на 8 судии во апелациониот суд во Скопје, бидејќи членовите на судски едногласно не дадоа поддршка за најдобро бодираните да добијат унапредување.